Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анита Додевска. Вие го гледате новото издание на 24 анализа и овој пат во знакот на изборите и она што се очекува како исход од нив. Постизборно сега едно е известно, дека практично неизвестноста продолжува. Многу математики, но само една премиерска фотелја. Дали ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе стават подпис на нов коалициски брак? Или можеби новата влада ќе ја предводи СДСМ? Или на крајот можеби ќе биде трета опција во оптек, а тоа е формирање на широка коалиција. И додека ги чекаме сите овие политички разврски од како заврши формалниот дел од изборниот процес, ги ја финализираме, односно го газиме финалето на уште една економска година. Кои беа поразите, а кои беа победите и дали ги имаше? На овие теми, на овие многу прашања што ги начна во воведот, вечерва мои соговорници се од мојата лева страна Никола Поповски. Ке ве најавам како универзитетски професор на јавноста, нели ве познава и како партиски активен човек и еден од поранишните министри за финансии. Добре дојдовте. Добре најдов. Од мојата десна страна Петар Гошев, ајде се едно кратко сиви, значи поранешен гувернер, поранешен министер за финансии, но ја би сакала вдека во својството и вашето искуство да ги искористиме, но и како аналитичар. Добре дојдовте. Добре најдов. Јас кажа во воведот дека формалниот дел од тој изборен процес, барем што се чини според последните информации, заврши, се формализираше, нема приговори во однос на вчерашното прегласување, што значи дека сега очекуваме некоја формално прегласување на тие мандати, да одам до крајот на оваа работна недела. Ги начнав трите можни опции, Поповски, ќе почнам со вас. Дали математички е возможно, но дали и рационално е возможно дека досегашните партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе седнат повторно на преговарачка маса и има такви информации дека се на преговарачка маса за формирање на нова коалиција? Сега сме во еден момент кога изборните резултати се навистина многу тесни. Тие имаат некоја разлика од 2 мандати меѓу двете големи партии, но тоа во еден парламент од 120 не е многу. Слична е состојбата и албанските политички партии. Ти имаат ситуација од 10-9, што исто не е многу. Значи на двете страни имаме, условно кажано, од надвор гледано една изедначена состојба, прилично изедначена состојба со мали финеси. Тоа отвара можност за секакви решенија. Овие 3 опции што вие на почетокот ги кажавте се можни. И математски се можни, па дури и во некоја крајна инстанца и политички се можни. Така што сега е најтешко за луѓе што се надвор од политичкиот процес, што го гледаме од надвор, да предвидуваме што ќе се случи. Но мислам дека најблиску сме до една ситуација во која што и да се избере, нема да биде долго. Мислам дека било која од овие 3 опции што ги кажавте вие, ќе биде некој здив до некои наредни релативно брзи избори, зашто вака нема да може состојбата да се држи стабилна. Влада која нема убаво мнозинство, која не може да прави тоа што мисли, која нема 4-годишен мандат, па во почетокот да прави потези со динамика 2, 3, 4 година, тешко дека некој ќе се нафати. Дали ова значи дека сепак ВМРО и ДПМН и ДУИ не можеме да исклучиме дека нема да формираат влада? Математички 61 пратеник го имаат, со ДПА, например, уште 20 пратеници или други некои математики, ќе може да дојдат до тоа потребно мнозинство? Јас мислам, не треба ништо да исклучиме. Влада на ВМРО со 2 партнери, влада на СДСМ со 2 партнери или 3, и широка коалиција во која ќе бидат втурнати сите со цел да организираат, да речеме, со 2-3 само точки. Да се организираат добри наредни избори, да се извршат подготовките и се спроведат локалните избори кои се неминовни, да се задржи некаква минимална економска и политичка стабилност и да се продолжат овие рокови на СЈО, да продолжи тој процес и ништо друго да не се даде на таа широка коалиција. И да предизвика нови избори. Како до неа малку подоцна, Гошев? Па не е благодарно да се прогнозира што ќе произлезе од овие комуникации меѓу партиите, кои што освоија пратеници во парламентот, да имаше во Македонија минимум етика, минимум морал, ќе беше многу полесно да се прогнозира. Вака, бидејќи моралот, етиката се мислени именки во Македонија, се е можно. Можно е оние што ја растураа државата во овој период,
ја ограбуваат државата во овој период, да направат повторно влада со оние кои што цело време говореа дека овие што се на власт ја ограбуваат државата и ги растураат институциите, ги растурија институциите, не оддалечија од евроатлантските интеграции, го турна животниот стандард на дното, по сите параметри ја доведоа Република Македонија на последното, на предпоследното место во Европа, може би само Косово со некои индикатори е зад нас. Така што можно е повторно со згазената етика, оние што плукаа до вчера, врз двете партии кои што 10 години растураат земјата, да направат повторно коалиција. На кого мислите да бидеме појасни? Па мислам на ВМРО, да помене, мислам на ДУИ. А видовме од оваа средба, сега може би да е тоа и поставување на некакви летвици за пазарење, видовме во Александар Палас изјава од Алијансата, во која што се две партии, дека они би коалицирале во зависност од тоа кој што би им понудил. Нив не им света кој што растори во Република Македонија, туку кој што би им понудил. Така што можно е се, согласувам со Никола, но тоа се воопшто не е добро, тоа не ја разрешува ситуацијата, затоа што онаа четврта опција, што може би не ја спомнавме, евентуално нови избори во скорешно време и парламентарни, во случај истите луѓе кои што ја растураа земјава овие 10 години да направат партија, тие ќе сторат се да ја одржат и ќе блокираат се што е потребно да се расчисти во земјава и се што е потребно да се ревитализираат институциите во Република Македонија. Така што треба да почекаме да видиме дали Македонија уште тоне во жива кал, ќе видиме дали политичките партии ја примија пораката на граѓаните. Бидејќи пораката на граѓаните, за разлика од изјавите на политичарите, е многу јасна, барем на некој. Пораката на граѓаните со бројот на гласови што го дадоа за опозиционите партии, јасно е дека бараат промена. Да. Најчиста пак, најубедлива е пораката на етничките албанци, кои што јасно манифестираа казнување и на етничкиот и на етничката партија на албанците и преку нивните гласови сакаа да го казнат и лидерот на едната етничка македонска партија. Значи, таа е чиста порака. И сега, навистина е интересно да видиме дали овие партии, што се представуваа како опозиција на власта и опозиција во рамките на етничките табори, дали ќе ја згазнат волјата на тие граѓани. Така е тоа што го зборувале. Позицијата на ДУИ долго се елаборира и се анализира во овој изборен период. Јас сакам да го искористам вашето присуство малку во политичкиот дел, една оценка да извлечам од вас. Со која Дути Али Ахмети ќе седне да преговара на маса? Информациите од терен говорат дека тој веќе внатрешно се соочува со раздор, со едно незадоволство од сега веќе да ги наречеме идните пратеници, одбиваат коалицирање на некој начин со ВМРО ДПМН. Од друга страна, како што вели Гошев, албанскиот електорат прати силна порака и го казни ДУИ за досегашните негови политики како дел од коалицијскиот брак. Како Али Ахмети ќе го оправда идното можно коалицирање со ВМРО ДПМН? Ако во таа партија уште има некаков морал, не можат ништо да оправдаат. Но не верувам дека има. Нив бизнис, коруптивните и други интереси им се пред се. И тоа може да ги втурне во распределба и понатаму на коруптивниот колач со ВМРО ДПМН во идните 3-4 години. Во што јас не верувам дека имаат доволно пратеници. Инаку да имаат доволно пратеници, не 61, туку 70 и нешто, ќе го направиа тоа без проблем. Значи, кај мене, довербата во ДУИ е исто толку руинирана, колку и кај ВМРО ДПМН. Јас веќе не правам разлика помеѓу нив. После се што се случи, не гледаме дека ДУИ е
оттргнато тоа. Но ова што го кажува Гошев, а што тие очигледно го немаат бар до сега во јавноста доволно предвид, е дека нивното гласачко тело ги оттргна, но изгледа пораката уште не им е докрај стигната. Например, нивните гласови се спуштени за 70%, од 140-50 на 80-90 илјади. Нивните пратеници се спуштени на само 10. Преполовен. Да, заради нив, албански гласови, ќе кажам веќе, за да нема нејасно во јавноста, мигрира кон албанци во други граѓански партии, да речеме во СДСМ. Значи, албански гласови мигрираа кон албанци заради ДУИ и односот кон нив, кон албанци во СДСМ. Имам впечаток од тоа што го гледам во јавноста во последниве 5-6 дена од нивни функционери, дури и кога зборат, дури и кога премолчуваат. Дека тие уште не ја сватиле пораката, дека горе-доле им се ближи крајот. Па свикуваат средби на кои како патер фамилијас ги викаат другите албански партии. И добиваат од нив камбек, изјава, например, од Беса, дека со луѓе кои го овозможувале криминалот и така натаму, не ќе да преговараме. Да. Ако Дуи рационално размислува на долг рок, треба да се оттргне од канџите на корупцијата, треба да се посвети на интересите на тоа за што се избрани, за да обстои во политиката. Иначе ние имаме локални избори кои се мнозински за 5-6 месеци, така? Дуи може да му случи да остане на неколку градоначалници. Ако продолжи да не го сваќа сигналот. Но не верувам дека ќе го сватат. Тие се, како што кажа за нас Европска Унија, заробена држава, заради нив и ВМРО ДПМН, заробена партија. Тие не може да се оттргнат едноставно. Сепак и би можеле да најдат Тие мислам дека не ни интерес. пулсираат веќе со духот на Македонија. И со делот од на Македонија која нив ги гласа. Не пулсираат. Они имаат некои сосема други интереси. Зборувам, извинете само, зборувам за раководството на партијата. Да, за врхушката, за врхушката, Добро, генерално па и таа ги носат луките. Таму има две тенденции и тие не е тешко да се предпостават без да се биде меѓу нив. Едната е на криминализираното крило. Тие бираат што е, кој е помало зло за нив. Дали по секоја цена да останат во власта, уште еден период, со надеж дека ќе заташкаат нешто од она што правеа во изминатиот период, дали ќе попречат правдата да ги стигне и нив, како и членовите на раководството на ВМРО ДПМН. Предпоставувам дека тоа им се врти нив во главата на тоа криминализирано крило и оние кои што не учествувале во власта, во партијата ДУИ, кои што го сакаат спротивното. И сега ќе видиме таа битка внатре во нив кој ќе победи. Вообичаено во султан партиите во Република Македонија победува ако запнал лидерот по секоја цена пропаѓам јас, пропаѓа и се, на крајот да изрежираат се, лидерот да направи некоја пирова победа во рамките на партијата и да си ги оствари неговите аспирации. Или да си го одбере во даденава ситуација помалото зло за неко, или мислејќи дека ја одложува барем казната, па вдишува нова надеж дека ќе избега на правдата оној дел од партијата кој што дефинитивно заедно со ВМРО ДПМН ја ограбија Република Македонија, ги срушија институциите и испратија многу недолжни луѓе на затворски казни. Јас сакам да ве прашам и двајцата, како се оценува сега позицијата на Заев? Ако во случај тој треба да биде предводник на некоја нова влада, повторно ДУИ ќе остане фактор на коалицирање, не само ДУИ, ќе бидат потребни и другите албански фактори, односно политички субјекти. Каква позиција има Заев? Може би не помалку тешка од она на Груевски. Да, подеднакво тешка. Може би за грам полесна, затоа што прво мандатот по уставот ќе го добие Груевски заради тие два пратеници, 51 наспрема 49. Но ако не успее некаде до 20 јануар, мислам дека роковите течат. Да. До 10 јануар да добие мандат и до 30 јануар да ја состави владата.
може да му се прелее на Заев во рацете или на СДСМ уште потежок проблем. Не верувам дека едниот и другиот лесно ќе го решат тоа, со тоа што верувам дека кај Груевски веќе нема црвени линии. Што значи тоа? Ќе коалицира по секоја цена да останат на власт, за да не се соочат со СЈО и со правдата. По цена на се. Јас верувам дека на најголемиот, на раководниот дел од ВМРО кој е актуелен и на оној раководен дел кој не е актуелен, кој го нема во органите, но кој последнава година се исчисти од политичката сцена заради сериозни афери кои излегоа за нив. Да не ги набројуваме 7-8 луѓе. Дека на нив им е поважно да останат на слобода, отколку било што друго. Што значи они ќе направат било што друго и немаат етички, морални, политички и било какви други проблеми да го направат тоа. Ќе го направат. А кај Заев има и други. Значи он нема тој тип на проблеми во рака, што значи дека он има појасна ситуација. Кај другиве мислам дека немаат избор веќе. По сето ова што го гледаме дека го прават, они немаат избор, затоа што во една нормална ситуација да претпоставиме ова што Гошев кажува дека собраните гласови за власта и за опозицијата во Македонија вкупно се на страна на опозицијските партии, без разлика што овие имаат 61 во моментов. Да, слика на вкупното расположение на граѓаните. Да, значи вкупното расположение е расчистување со проблемите со криминалот, ефикасно СЈО покрај другите приоритети, да не ги спомнуваме сега. Да. Економија и така натаму. Расчистување со криминалот, ефикасно СЈО, ефикасно судство и одредување на, иако верувам во пресумцијата на невиност, но треба да се спомине судски процес да видиме дали е така. Така. Мислам дека тоа СДСМ го има помалку како проблем од ВМРО, а сите други проблеми се исти во коалицирањето. СДСМ е во голема психолошка предност. Затоа што независно квантитативно, како поединечни партии, за трошка ВМРО оствари 2 пратеника повеќе. Меѓутоа, мислам дека иако во политикава не значи, ниту во спортот не значи морален победник, ништо, бидејќи резултатот знае што носи, но оној што победил со 1-0 и што дал гол во 90 минути и така натаму, но во овој случај не е сосема така, така што СДСМ е по позицијата. Начело со СДСМ е дефинитивно партијата која што може да се радува повеќе на овие избори отколку актуелната власт. Тоа е дефинитивно. Заев во рамките на партијата е во добра позиција, затоа што оствари резултат далеку подобар од претходните и зашто го доведе под прашање продолжувањето на оваа власт и дефинитивно е отворен трендот. Мене ми е жал што на овие избори не се заврши, уште 30-40-50 илјади гласови, секе беше завршено. Клиентелизмот всушност ја реши работата на овој начин, клиентелизмот кај етничките македонци. Да, но тоа беше завршена работа далеку пред изборите. Така, апсолутно, целиот период, целиот концепт е тој. Меѓутоа, трендовите се дефинитивно на страна на опозицијата. Сега кога би се повториле веднаш за една недела изборите, ВМРО ДПМН и ДУИ ќе изгубат убедливо. Сега да се повтори. Да, сакам двајцата да ве прашам. Да. Трпи емисијава малце дополна. Да. Зошто кажав за СДСМ, вие рековте Заев, СДСМ едно исто е, мислам. Не се работи за личности, така. Да. Така го поставивте прашањето. Што е нелагодноста на СДСМ и на Заев? Мандат сега вака, имаме и некој искуство за нас од порано, од политиката, па можеме некои чекори да ги предпоставиме. Ајде одиме технички. Мандатот ќе го добие Груевски, пошто резултатите се конечни. Тој ќе почне да составува влада, да се обиде да состави со ДУИ, пошто со другите нема влада. ДУИ ако не влезе, ако влезе завршува со СДСМ тука. Но ако не влезе ДУИ, сигурно ќе има услови и барања кои ВМРО не може да ги проголта.
Кога ќе се врати мандатот на Заев, дуи нема да дојди сега со нови барања, пониски од претходните. Ќе продолжи со истите. Ќе речи ВМРО не ми ги прифати овие барања, а тоа и го соопштија на онаа средба таму преку устата на градоначалникот на Струга села. ВМРО не ги прифати, еве ги барањата, ако сакаш ти да ги прифатиш, одиме со тебе. Тие барања далеку ќе бидат од наивни. И затоа мислам дека има тешка позиција. Го респектирам ова што Гошев го кажа, тоа е така, но далеку од тоа дека ќе биде лесно. И затоа мислам дека било која влада што ќе се формира ќе има краток век на траење, за да се дорасчи со состојбата во иднина. По риторика вечерта, тоа мислам дека беше практично и последното обраќање на Груевски што го чувме деновиве пред Државната изборна комисија кога беше собирот на граѓаните, беше тоа жестока риторика на претседателот на ВМРО ДПМН. Сакам да прашам, иако се во опција сите можни комбинаторики, како партијата која што себе си се гледа за математички победник, макар и со двајца пратеници, ќе остане наблюдувач на формирање можеби на влада што ќе ја предводи СДСМ или на некоја широка коалиција? Дали е можно, пошто бидејќи таа риторика продолжува сега и од истакнати функционери на ВМРО ДПМН, дека тие се победници и дека нема да остават туку така победникот да биде на крајот од изборите губитник. Гошев. На почетокот на 90-тите години ВМРО ДПМН важеше за партија што собрала најгламчиско друштво, лумпен пролетаријат, луѓе кои што биле на дното на социјалната лествица, луѓе кои што извикува најжестоки пароли за Македонија, но луѓе преку кои што не беше тешко да се препознае дека не разбираат ништо од политика, од држава, од систем, економски, политички и така натаму. До овие избори се сметаше дека ВМРО стана софистицирана партија, пософистицирана партија. Собра интелектуалци, студенти, дипломци и така натаму, млади луѓе. На последниот митинг, всушност ВМРО се врати на хулиганството, на уличарството, на тоталното аналфабетство за тоа што е политика воопшто, што е држава и што може да се прави кога некој е на власт со примената на таа власт. Се виде всушност изгубеността на ВМРО ДПМН, а таму, за жал, најголемите викачи, мене оние првите од 90-та ми беа симпатични. Тие луѓе веруваа со ентузијазам беа исполнети за тоа дека ни следува, ни доаѓа Независна Република Македонија. Овие наследија Независна Република Македонија ја растураат Република Македонија, а се однесуваа крајно уличарски на оној особено последен митинг, со што можеме да заклучиме дека ВМРО ДПМН е воопшто една руинирана партија, во која постои само една врхушка која што цело време ја манипулира со народните пари и јавноста и го манипулира собственото членство. И повика всушност сите тие луѓе, поголемиот дел на функции нафатирани во овој период, кои што чувствуваат што би загубиле ако изгуби партијата на власт, да ги изговараат најголемите небулози. Да прашав, сакам тезата само момент, пошто ми најавуваат реклами. Значи, дали ќе остане наблюдувач на сите овие процеси како победник на изборите? До тоа сакав да дојдам. Затоа што риториката не беше воопшто наивна на поранешниот премиер. Каква год да му беше риториката, тоа е плашење на мечка со решето. Тој се обидуваше сите да ги заплаши, ако тој не е на власт, ќе има војна во Република Македонија и тој мора да остане на власт. Јас не го делам мислењето дека тие имаат таква сила да произведат граѓанска војна во Република Македонија. Напротив, мислам дека со постапките, доколку мислат нешто од тоа да превземат, само ќе си го зголемат бројот на кривичните дела, поради кои што нема да бидат осудени 50 години, по 100 години ќе им се соберат кривични казни. Значи, јас не верувам во таа силина, ниту пак
Многу од тие луѓе што врескана таму пред Државната изборна комисија се подготвени до крај да ги извршат наредбите на лидерот, ако дојде до такви наредби, да произведуваат некакво крвопролевање во Република Македонија. Не само во политиката, и во животот има едно правило кое вика дека кога се заканувајте, имајте предвид дека може да ви се случи тоа што го барате. ВМРО се закани со 5-6 точки таму, од нив некои се исполнија. Например, се заканија дека нема да дозволат прегласување, ако има прегласување, они ќе ги бойкотираат. На крај учествува на изборите. И тоа жолчно. И добија повеќе гласови од минатиот пат уште. Може да се случи сите такви барања, кои ќе дојдат, со странските амбасадори кажаа дека нема више да разговараат за ништо, дека не ги сакаат више и така натаму, ќе разговараат. Што значи дека нивните закани се од типот волк, волк, волк и више никој не ги слуша. Тоа е губитничка закана на Груевски. Тоа што кажа дека ќе бойкотираме, а не ги бойкотираше. Тоа следи и по другите точки натаму. Или тој кажа дека ако се формираат институции врз основа на овие избори, кои се без ВМРО, ние нема да дозволиме да се формираат институции. Знаете што значи тоа? Кој собранието изгласа влада, они ќе ја срушат со што? Значи, подобро не се заканувајте, зашто ќе видат дека заканите ви се безпредметни, односно дека сте слаб. А како контратеза само една минута на тоа што ќе се случи. Ајде да предпоставиме дека сегашната власт, тоа е ДУИ со ВМРО или ВМРО ДПМН со ДУИ, зајакната уште со овие тројца од Алијансата, ќе формира влада. Еве, може да го направат, во петок се конституира парламент, можат после тоа, да, за 2 недели да изберат влада. Никој не ги спречува во тоа, така, можно е. Но она што е прашање е, сите ќе се соочат во Македонија 2 милиони жители со фактот дека сега го добиваме назад двоецот Груевски Мјалков и двоецот Али Ахмети Муса Џафери како соработници да ја водат државата идните 4 години. И? Возможно е тоа. Па еве, јас, нив 4 да ги прашаш. И овие 2 милиони или колку сме милиони 700-800 илјади во Македонија. Што ќе се случи ако формираат влада? Ќе продолжи се по старо. Тоа што се случуваше овие 10 години, дури ќе го сватат наивно, дека сега ни дадоа мандат, ќе го продолжиме уште и со појако темпо ова се што го правиме. Веројатно ќе зборуваме во економскиот дел, што ќе прават во политичкиот дел и така натаму. Ќе бидат смешни, ќе бидат. Да помислат дека треба да продолжат. Значи, имаме безизлез кој треба да се реши по мене со нови избори. Нови избори, но како и кој ќе ги распише до тогаш? Има механизми? Да, пред да ги повикам рекламите, уште една оценка, ја спомнавте широката коалиција. Како до неа? ВМРО, еве вака едноставно кажам, ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе седнат во иста онаа канцеларија, сте седеле и двајцата во владината канцеларија и ќе формира широка коалиција. Може би меѓународниот фактор би ја играл таа опција, тоа не е исклучено. Ако се блокираат процесите малку повеќе во оваа насока, но тоа за мене не е решение. Треба да си го одржат зборот сите што рекоа дека со злосторничко здружение, со криминалци, со оние што ја растурија државата, нема да прават коалиција. Тоа треба да го одржат и треба да останат овие кои што ја произведува оваа агонија на Република Македонија, да останат сами. По цена и да формираат, нека се договорат криминалците, нека формираат, нека најдат 61 пратеник. Нивната песна е завршена. Само треба да истрае опозицијата и игра демократската јавност. Готови се. Следат избори за 3 месеци за локалните избори, ситуацијата ќе им биде неодржлива. После ова однесување кон меѓународната заедница, тие немаат представа што зборуваат. Што тоа значи за Република Македонија. По 90-та година брзаа со постапки, сакаа да произведат криза во Македонија со некакви наивни пароли, без крв не се правило држава. И имаше такви постапки од некои групи од тие луѓе. Во 98 година добија држава, признаена, прифатена, не спречија војна. Од 2006 до 2016 година ја растураат државата и ја изолираат државата. Конечно сигурен сум и покрај тврдите уши
на добар дел од нашите граѓани и покрај слепилото што постои кај добар дел и покрај преференцијата да земат нешто во рацете од било кого, независно од тоа колку етички кошта и колку е тоа на грбот на некој друг, сепак мислам дека се поголем број луѓе ги отвараат очите и ова ми се чини дека е почетокот на крајот на оваа гарнитура, само треба да се издржи. Да. Ако влезете во аранжмани со нив, тогаш продолжува истото. Да, се согласувате ли со Гошев? Широка коалиција, но не посебно. Јас мислам дека широка коалиција е невозможна. А ако е возможна, таа би имала по мене само еден мандат во април со локалните да спреми нови парламентарни избори. Секаква друга широка коалиција исклучувам апсолутно како невозможна. Така. Но коалиција и тоа со технички премиер. Нека го дади ВМРО како сегашниот премиер кој е една година веќе технички. Да, цела година. Такво некој решение и министри од сите 4-5 партии во парламентот само за нови избори, ништо друго. Таква ја замислувам, но поинаква не само што не ја замислувам, туку мислам дека не може да се договорат во таква коалиција за 5 од 500 точки за кои треба да се разговара во владата. Да. Овдека правиме кратка пауза, повикувам реклами, па повторно се враќаме со дебатниот дел. Вечерва одиме на гости кај еден успешен човек во Прилеп, а како и секој успешен прилепчанец и неговата приказна почнува со тутун. Јас имам задача да го пренесам тутунот со точек, со листен. Но кариерата брзо ја менува. Технички станав на 29 години, а директор станав на 32 години. Сепак не било од секогаш така. Едно време си реков кај дојде Кирил во пиварава. Упорноста го носи на врвот каде работи по своите строги принципи. Секојаш плаќа на државата, на време и во точно. Второто е, секојаш на работникот да му дадеш плата на први, ако први е во недела претходниот ден. Кирил Самарџиовски, председател на управниот одбор на Прилепската пиварница, во патот до успехот. Со нов термин, вечерва во 22 часот и 30 минути, само на 24 вести. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Со VIP комбо искомбинирајте телевизија, интернет, фиксна со вашата мобилна линија и заштедете. Плюс бесплатно добијте VIP TV Lite и VIP Now и гледајте телевизија каде и да сте. Јавете се на 0800 78 787 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. За вашата трпеза секогаш квалитетно, свежо и домашно свинско месо во Рамстор. Свински бут 269 денари, свинска кременадла 219 денари, свинско ребро 209 денари. Среќни празници. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. Декември е асоциација на снег, Дедо Мраз, празници. Сите се радуваме на овие празници. Китиме елки, купуваме подароци. За себе, за своите најмили, но и за нашите домови. Новогодишниот базар во сите салони на Мебелвил из Македонија започна. Многу изненадувања, промоции и попусти до 40% на најголем дел од асортиманот. Повелете, промоциите траат до божитните празници. Мебелви ви посакува комфорни и весели празници. Ексклузивно во Хронометар. Плоштад Македонија, Скопје. Ристикјева палата.
И овие празници, најдобрите цени на свежо и вкусно месо се во Тинекс. Од 27 до 31 декември. Свежо прасе 219 денари, свински бут 259 денари, свинска плешка 239 денари, свински кременадли 213 денари, свински ребра 209 денари, свински врат 205 денари, димена колбасица со прас 169 денари. Празниците се најубави со Тинекс. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за ризиковиолетовиот потрошувачки кредит и искористете понудата со најниска каматна стапка од 6%, фиксна за првите 2 години, без трошоци за одобрување. Понудата трае до 31 декември. НЛБ банка. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Леле, Игор. Телефон? Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 на минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Полесно, здрави. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, Форца си е Форца. Потрагате по вкусови, кои ќе ви придадат маестрално уживање. Завршува кај новиот производ пиперка во павлака на Маестро. Солута или обична пиперка, за кој и Маестро производ да се одлучите, ќе бидете апсолутно задоволни. Маестрално уживање за целото семејство. Пиперка во павлака. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана, втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Среќни празници! Со љубов од Алпско млеко. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Продолжуваме, почитувани гледачи, со дебатата во овие последни 20 на минути. Мислам ни преостануваат сака малку во економскиот дел. Знам дека некако е чудно да се анализираат економските трендови во едни вакви неизвестни политички околности, но сакам една оценка од двајцата како што можеме да издвоиме како тренд состојба во оваа 2016 на економски план и како некоја перспектива што не очекува во 2017. Јас постојано го спомнувам една изјава од бизнисмен кој што вака вели: ајде, нашата економија е жилава, ние домашните бизнисмени
сме имуни на се, ќе преживееме, па така и некако и бројките покажаат. Трет квартал имаме раст на бруто домашниот производ. Поповски, како измина 2016 година? Имате шуми, таиги, со дрва од по 50 метра, и имате во пустините грмушки. Тие грмушките се жилави. Милиони години преживеале во пустински услови, се адаптирале да живеат како грмушка, а не 20 метарско разгранато стебло. Ако е тоа целта на нашата економија, така ќе сме жилави, но тоа не е целта. 2016 во литературна смисла, тоа мислам дека многи колеги од универзитетите би се согласиле, би ја крстиле во економска смисла година изедена од скакулците. Ништо нема во неа. Растот 2% и така натаму. Еве Светска банка во последниот извештај напиша дека Македонија на среден рок, тоа е 3, 4, 5, 6 години, се соочува со стагнација на продуктивноста и на растот. 1-2% и така натаму. Едноставно, економијата треба тековно да се грижи, или економската политика, за тековните работи да се одвиваат како што треба, и да планира за идниот среден и долг рок да ствара предпоставки за некаде во иднина, исто така да не начека некоја бура. Во 2016 година не се случи ни едното ни другото. Ништо тековно не се случува, постојното нешто таму. А пак ништо не се планира ни за во иднина. Ја не знам што, и тоа што се испланира за нареднава година е катастрофално. Да, држава што се очува со растечки долг, зацртува уште повисок дефицит. Да, ќе навлеземе малку детали. Држава што има низок раст, задржува низок економски раст, низок раст. Држава што продуктивноста е намалена, прави се да не ја покачи продуктивноста. Држава што нема никакви и политичко обкружување за интегрирање во Европската Унија, пошто е важно за нашата економија, не прави ништо за тоа. Да. Држава што има невработеност, го решава проблемот со иселување и со вработување во јавна администрација. Да, малку околу параметрите јас ќе ги набројам што се сметат како успех на досегашниот владеачки состав. 2016 година на скакулците вели. Ништо значајно не се промени, но сепак ја ќе потсетам дека статистиките велат дека и во овие услови на длабока политичка неизвестност не имаме стапки. 3,2 во еден квартал, 2,7 на бруто домашниот производ. Ние имаме за изминатите 10 години од владењето на Груевски просечна стапка на раст од 2,8 до 2,9. За 10 години. Значи, добро, но две беа рецесија години поради глобална криза што повлекува намалување на просекот. Ама две беа па и многу високи заради светската експанзија. Тоа ми цитирате оправдување од владата. Тоа не држи. Затоа што во овие 10 години Македонија има стапка на раст подпросечна од светската стапка на раст. Тоа значи дека нашето заостанување се зголемува во рамките на купниот број држави во светот се зголемува, а тоа се случува во услови кога јавниот долг на Република Македонија е повеќе од дуплиран. Во период кога јавниот долг се намалувал, во 4 години пред тоа, јас сум го говорил тоа, имаме просечна стапка на раст од 4,2. А долгот се симнал од 45 во 2002 година, завршетокот на мандатот на Ѓорѓиевски, се симнал на 36% во 2006 година, се намалувал или останал на 1,800 како во 2006, како во 2002, така и во 2006. А стапка на раст е просечно 4,2, а бевме сите незадоволни од работењето на таа власт. Во периодот после тоа имаме истурање на пари преку позајмување, домашно и особено надворешно, а имаме стапка, речиси, половина од онаа која што беше. Значи, крајно неуспешно. Ја завршувам оваа година со близу 200.000 луѓе, 180 и 200.000, со 60 денара по човек деневно. Значи, сиромаштија огромна. Или ја завршуваме со 400.000 луѓе кои што се во категоријата релативна сиромаштија. 400.000 луѓе. Овие бројки кои што се спомнуваат
ние го зголемивме бројот на вработени и така натаму. Никола ги посочи двата елементи. Исселувањето и ставените на платните списоци на државата. Ако се тргнат бројката, која што тие се уште ја кријат, типично бандитски, бидејќи со народни пари плаќаат, а кријат колку луѓе држат на државни јасли, кој се зема плата таму без да работи, тогаш веднаш ќе се види колку е ефектот од нивните економски политики. Всушност Македонија нема економски политики. Тоа видовме ние во овој период. Не помогна еве статистиката пред да влезем во студио, ги апдейтував дел од податоците, 23% стапка на невработеността. Кај вработените, не, тоа е прашање. Кај вработените ви кажам. Не, верувам, Државниот завод за статистика вели, според анкетата, дека во Македонија има околу 720.000 вработени. Меѓутоа, од 2006 до 2016 тоа е околу 135.000, они одеа со пропагандата 160.000 вработели и така натаму. Значи тоа не е точно. Друго прашање, кај се вработени, централното? Дали се продуктивно вработени или само се товар на даночните пари? Но, ако го погледнете списокот на осигуреници од пензискиот фонд што го објавува, таму ќе видите 150.000 луѓе помалку од 720 што плаќаат здравствено осигурување. Ако го погледнете списокот на фондот за пензиско и инвалидско осигурување, меѓу 150 и 200.000 луѓе се помалку од таа бројка кај основните. Значи на што упатува? Па тоа значи ние треба да се прашаме од 550 до 720.000 каква категорија на вработени луѓе се тие што се искажуваат според анкетата на Државниот завод за статистика. Значи сега оваа емисија знаеме таа. Не, ама оваа емисија нема да ни дозволи, односно публиката е стручно да не, но нашите податоци за работоспособно население, за работна сила или активно население, за вработени и за невработени, тоа се 4 економски категории, се прават врз основа на анкета еднаш во 3 месеци од Заводот за статистика, која опфаќа, мислам, 5.000 домаќинства. Како примерок. Можда не е 5, ама мислам дека е 5. Се едно. И после, тоа што се добива како процент од тие 5.000 се екстраполира на структурата на населението која ја имаме според попис. Знаете според кој попис? Според кога беше 14 години. Втора кога. И сега, вие таму можете да оцените дека имаме вработени процент кој ќе го екстраполирате на 2 милиона што ги немаме во Македонија, ќе добиете голем број вработени. Кој ни гарантира дека сите светски институции каде што ги регистрираат нашите емигранти, а нивни имигранти кажуваат дека 300-400 илјади не се иселиле. Да, имаше и статистики од Светска банка и од Европска унија. Да, што значи дека ние не можеме да го екстраполираме трендот од 5000 домаќинства на 2 милиона и да добиваме баснословни суми за вработеност. Да, кажете дека и овие податоци можеби не осликуваат реалната вистинската состојба со ова. И второ, се сомневам во честноста на Заводот за статистика, дека анкетите се реални и се плашам дека се фалсификувани. Знаете што е анкета? Анкетар попишува и тој примерок се обработува. Што мислите при попишување и обработка од ваква власт што ја слушнавме во бомбите? Не е можно некаде каде што рекол јас сум невработен да речат пиши го земјоделец, пошто тоа е анонимна. Таму кај што се обработува. Да ви дадам само податок за тоа. 3 пати годишно се прави, Гошев, или 4? 4 пати годишно се прави анкетата на население, на активното население, на работната сила во Македонија. Квартално, 4 годишно. За 10 години се направени 40 анкети. Тоа се 40 квартали. Од овие 40 квартали, во 2 пати, по 4 квартали, тоа е 2009 и 2011, БДП има континуиран пат. Растот. Корекција. Значи, во сите квартали без исклучок, невработеноста се намалува. Значи, БДП оди надоле, невработеноста паѓа надоле. Така, за да добавиме нелогичности. И да предпоставиме дека е точна анкетата на Државниот завод за статистика, тие ја прават според
Евростат како што ја прави. Методологијата. Методолошки, да. Да предпоставиме дека е точна, прашањето се поставува. Тие велат 720.000. Фондот за пензиско осигурување вика 150 помалку. Фондот за здравство исто вели 150 помалку. Тие ги нема. Тогаш прашањето е каде се? Каков тип на вработени се тие? По кој основ ги има или односно ги нема? Секој наш гледач има одма пристап до заводот, до Народна банка може да отвори сега, да ја види статистиката на Македонија, главните економски индикатори од 91 до денес. Може за една минута да отвори од како ова го зборуваме. 2002 власта се смени. Невработеноста беше 31 или 2%. Првото мерење на новата власт покажа 36. А само еден квартал е разликата. Така. Зошто одеднаш се појавија 4% зголемена невработеност во 2002 и 2003 во тој квартал прв? Затоа што се сменија во Завод за статистика раководителите и предпоставувам, не можам да тврдам, дека претходните и новите имале една разлика, не манипулирале. Премногу останавме во овој дел на крајот. Иначе невозможно за еден квартал 4. Ми алармираат веќе, сакам на крајот да ве прашам двајцата сега, пред да влезам прочитав податок дека објавен е календарот на Министерството за финансии, првото полугодие од 2017 година, околу 371 милиони евра се планирани по основ на домашно задолжување, но тука не е пресметано колку треба да се спроведе како надворешно како раздолжување, по основ значи за внатрешните состојби, а од надвор веќе е најавена нова евроврзница. Кратко прашање ве молам за двајцата. Дали е потребна ревизија на досегашните задолжувања што се спроведени и од надвор и од дома? Дали е воопшто потребно такво нешто, ти се најавуваше како опција? Поповски. Не ве разбирам што значи ревизија. Дали ревизија, значи најави дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов и СДСМ како можност дека може да се направи ревизија на задолжувањата. Тие најавија дали имале законска можност да се задолжуваат без подпис на дополнителниот заменик? Не, генерално на задолжувањата, значи да се провери нивната намена, да се провери начинот на задолжување. Секако тука спаѓаат нели оние евроврзници што беа земени без подпис на намената е буџетска, таа влегува во општата приходна ставка, приливна ставка на буџетот и се троши за намените кои владата. Но видете сега кај задолжувањата. Власта од една страна сака да имаме раст економски, а од друга страна го форсира задолжувањето. Во оваа година сега ќе имаме толку раздолжувања колку што ќе има и плюс 300 милиони нови, толку ни е дефицитот. Значи ако се раздолжиме 700 милиони, ние ќе се задолжиме милиарда, зашто 300 милиони ни е новиот дефицит. Сега вака едно хипотетско прашање. Ако случајно им се остварат нивните никогаш неостварени планови, економијата да тргне напред. Тогаш побарувачката за пари и за инвестиции ќе расте. Штом расте побарувачката за инвестиции во приватниот сектор, нема да има пари за државниот сектор. Никој нема да ги позајмува таму за 3%. Ќе ги позајмува на фирмите за 7-8%. За да може да се раздолжува и понатаму јавниот сектор, за да ги привлекува, ќе мора да ја израмни својата каматна стапка на ниво на приватниот сектор, што побарува 6-7-8%, иначе ќе банкротира Македонија, не може да ги врати овие 300, 400, 500 секој квартал. Кој ќе се повлече, годишното каматно ниво од сегашните 140 ќе стане на 340. Како расте економијата, така каматните стапки ќе растат на домашното задолжување. Еве поедноставно да сумирам. Домашното задолжување за кое сме врзани заради раздолжување на старите долгови, ќе ни поскапува страшно и ќе влече уште повеќе пари. Колку повеќе расте македонската економија, горе-доле ќе се рефлектира на враќањето на старите долгови со уште поголеми каматни стапки. Или ќе треба да се раздолжуваме на брзина со страшни економски последици. И двете се некаква слепа улица. Да. Значи многу внимателно треба со тоа. Да. Само да спомнеме 50% веќе таа психолошка граница што си ја зборевме на јавен долг, барем оној што го имаме на располагање како податок е пробиена и надмината. Постои психолошка. Добро, ја зборувавме како постои граница во која што паѓаш во бездна или или издржуваш на ноза. Идната година ја погледнав уште еднаш пред да дојдам стратегијата фискална што ја имаат ставено на веб страната на Министерството за финансии. Идната година треба да позајмат според стратегијата за да го затворат буџетот овој што го усвоија 602 милиона евра. Од тие 602 милиона евра тие
треба да вратат 302 милиона главница и 133 милиона, вкупно 435 милиона камати. Кредити, основица и камата. Остатокот од 435 до 602 ќе биде за овие зголемени потреби со буџетот што ги планирале. Следната година, 18-та година, тие треба... Но да подсетиме дека во фискалната стратегија имаат разлика од 170 милиони, а во донесениот буџет разликата е 300 милиони нето дефицит. Значи тој не кореспондира со стратегијата. Тој не е објавен Тоа е страшно нешто се случува. Тој кликнете сега на веб страната на Министерството за финансии, буџетот од 2017 го нема. Постои буџетот од 2016. А усвоен и објавен во Службен весник. Усвоен. Тој го нема на веб страницата. Јас сакав да го погледам. Буџетот е 300, дефицитот е 300 милиони евра таму. Дефицитот е 300. Да. И други се околу 300 се. Веќе сериозно алармира значи, од режијата. Наредната година треба да врати Македонија 531 милион. 2018 основица и камата. 2019 година треба 401 милион да вратат. Тоа значи постојано ќе мора да се позајмува за да се одржи ситуација. Ке ве поканам, се надевам следната година повторно во некој проширен, можеби ист состав, да проанализираме што не очекува во 2017. Петар Гошев, Никола Поповски, ви благодарам за гостувањето, ви посакуваме ви убави празници, па и некоја добра политичка разрешница за сите нас. Благодарам. И ние вам по убава година. Благодарам, а со оглед дека сме на неколку дена пред Нова година, да честитаме на нашите гледачи престојните празници. Така, ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, го најавувам вечерниот дневник. Ви благодарам за вниманието и на довербата.